Буџетот на Скопје не може да се пофали со некои големи износи за да може да се купат автобуси. Сигурно нема сите, по некои проценки на Скопје му требаат 500 автобуси, но тука може рационализација да се направи. Не мора сите да бидат иста големина, затоа што имаме линии кои што се малку оптоварени, таму може да дадат помали автобуси со помала потрошувачка. Одржувањето на електричните автобуси е многу поедноставно отколку на моторните. Би се одело на оперативен лизинг, значи оперативен лизинг, односно би се заедно со купувањето на автобусите би се обезбедило и нивно одржување со тоа што луѓето кои што веќе работат во јавното сообраќајно предпријатие ќе бидат вклучени во целиот тој процес, затоа што таму има луѓе кои што навистина си ја знаат работата и кои што можат да помогнат во овие процеси. Нема Македонија голем квантум на стручни луѓе за да можеме така лесно да се откажуваме од нив. Сето тоа е многу поевтино. Знам дека автобусите се скапи, околу 300.000 еден електричен автобус, меѓутоа постојат европски извори, постојат ИПА фондови, постои соработка со централната власт, но сето тоа е многу поевтино отколку здравието на луѓето. Не здравието како здравје само, туку и финансиски импликации што произлегуваат од загрозувањето на здравието на луѓето. Ние имаме 44.300.000 дополнителни умирања во текот на годината само поради загадениот воздух во светски рамки. Тоа се страхотни бројки, тоа се страхотни трошоци, лечење, лекови, во болница, инвалидски пензии, отсуство од работа и така натаму и така натаму. Видете, не треба и човек многу да е мудар и да разбере. Нека види во оние поразвиените земји што се случува. Добро, и те имале такви процеси, нели ова ваша идеја за остоварување на движењето на возила низ централно градско подрачје со тешки маки и градочалници на многу големи светски метрополи ги воведува, дури да не речем губеа и поддршка од регионите поради некои такви непопуларни. И сега ние кога го знаеме тоа, зошто сега ние да го поминуваме по долгиот пат? Ако можеме попреку да одиме, бидејќи многу време изгубивме до сега.